Традицијата со години наназад се повторува. Училишниот хор и оркестарот од Основното училиште Никола Карев од Кочани, кој работи под менторство на наставникот по музичко Кирчо Крстев, победници на регионалните надпревари на училишни хорови и оркестри, кои вчера се одржа во Кочани. Повод за разговор со наставникот Крстев за постигањата и очекувањата од надпреварот во Кавадарци. Така од пракса јас можам да гарантирам едноставно за успехот, бидејќи целогодишна работа со децата, имам голема соработка и очекуваме успех, да. Композициите ги совладуваме професионално, динамички, темпо и останува резултатот да се прикаже пред жири комисијата и тие одлучуваат. Вие работевте на два фронта, и училишен хор и училишен оркестар. Не ли е тоа напорна работа? Па напорна, по пракса овие години дословно секако работам со двата тима и фронталната работа е страшна, треба дисциплина, треба одговорност, треба редовност на проби, во споредба со индивидуалната настава. Али имам соработка, децата сакат ја музиката, се дружиме заедно и тоа допринесува до успеси. И како го оценувате вчерашниот настап, посвоените први места и пласманот на републичкиот надпревар во Кавадарци? Сите настапува со пропозициите, пријавени беа категории, имаше прва, втора категорија на квалитет на композиции. Ние одговоривме на прва категорија со трогласни хорове и со комплетен мандолински оркестар. Патувате во Кавадарци? По освоените поени што ги добивме, бодови, ни дадоа виза за Кавадарци за овај годишните надпревари републички што ќе бидат. Па така имаме голем предизвик таму и голема конкуренција, односно има добри квалитети од градовите, така се собираат тамо најдобрите и секоја година учествуваме. А за добри зборови, па секоја година донасаме места. Дали ќе биде прва награда, втора, трета и така натаму. Со пофалници не сме се вратили. Училишниот хор и оркестарот на Основното училиште Никола Карев наредната недела ќе ги видиме и на Академијата, нова основно училиште, по повод патрониот празник 27 април.